Почитувани граѓани, почитувани новинари, тимот на дополнителниот заменик министар за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски е доказ дека ВМРО ДПМН се уште не е излезена од режимската матрица. И самиот Трипуновски е дел од таа матрица како кадар на Никола Груевски. Советникот на Трипуновски, Златко Стојчев, го слушавме во снимените разговори како со Трипуновски и Мицкоски ги организираат партиските така наречени земјоделски протести кај Росоман, каде имаше партиска администрација која глумеше земјоделци. Истиот Стојчев има две ефективни казни од Државниот инспекторат за земјоделство за узурпација на земјоделско земјиште. Советникот Митко Јанков е познат како организатор на неуспешниот протест на сточарите во Велес, каде не се појави ниту еден сточар, освен неколку партиски активисти. Драголюб Гаврилов од Кочани имаше неуспешен обид да организира протест на оризарите во Кочани, каде се појавија само партиски активисти. Истиот има земено трактор преку ИПАРТ во време на ВМРО. Николче Илиевски е истакнат член и активист на ВМРО ДПМН во Могила. Зоран Илиевски од Ресен е поранешен советник во општина Ресен од редовите на ВМРО ДПМН и истакнат член и активист на оваа партија, познат по тоа што на многу трибини на СДСМ се појавуваше како провокатор, сакајќи да инсценира инциденти. Ова се кадрите со кои ВМРО ДПМН наводно ќе го обновува земјоделството. Ова се кадрите кои освен личен профит немаат ништо друго во план. Заедничко за сите овие така наречени советници е тоа што на покана на МЗШВ учествуваа во работни групи за креирање на дополнителните мерки за субвенционирање, на кои истите беа корисници. И беа организатори на партискиот протест пред владата на Република Северна Македонија, кога партиската администрација, бившите директори, членовите на општинските совети од цела држава, председатели на општински комитети на ВМРО ДПМН и истакнати партиски членови глумеа земјоделци. Во наредните денови ќе ја запознаеме јавноста колку овие советници добиле во 11 годишното владење на ВМРО ДПМН, колку добиле за субвенции, колку и што добиле преку ИПАРТ програмата и колку земјиште приграбиле. Ќе дознае јавноста колку навистина чинат овие така наречени про-боно советници. ВМРО ДПМН со овие кадри не може да обнови ништо. ВМРО ДПМН, освен криминалниот режим кој со години ги малтретираше и манипулираше земјоделците, ништо друго не може да понуди. Земјоделците, сточарите, овоштарите, сите граѓани тоа нема да го дозволат. На 12 април повторно ќе ја поразат режимската матрица на ВМРО ДПМН и Мицкоски. Благодарам.